Здраво на близнаците! Се надевам сте спремни да чуеме што носи декември за вас. Генерални тарот предвидувања, како и секогаш, што не може да го промениме, и токму поради тоа секогаш ве подсетуваме сега, внимавајте, пораките што ги чуете не може сите да ги доживеете. Не може сите исто да ги доживеете и што е најважно, не може сите во ист временски период да ги доживеете. Да, ние сакаме да зборуваме за декември сега, сакаме да знаеме енергијата што доаѓа кон нас, но за некои од вас овие нешта што ги чуете може и да се случат подоцна. Не во декември. Затоа што некоја порака сака да стигне до вас, не мора да значи дека ќе биде декември, може ќе биде подоцна, но обидете се да си ги препознаете пред се пораките што се за вас. Оние што не се отфрлете, не им обрнувајте внимание. Кратко, предплатете се, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, се разбира се доколку ви се допаѓа се това, затоа што тоа нам многу не значи. Ајде сега да видиме близнаците со што ќе се соочат периодов кој е пред нас. Некои близнаци се во некоја постојана борба. Оваа борба може да биде се. За некој од вас борба со самите себе си. За некој од вас борба со вашите мисли, со борба со зборовите кои доаѓаат од страна, со постапките кои доаѓаат од страна, имаат импакт врз вас. Се борите со нешто, доаѓа нешто кон вас и вие се борите. Значи кажав, или се мислите или чувствата, или нештата од надвор што доаѓа. И што правите вие сега во сето ова? Вие во оваа борба не сакате да бидете победник, туку сакате само да држите некакво ниво. Затоа што ако сакате да бидете победник, вие можете многу лесно, но едноставно не сакате да држите некое ниво. И што е овде толку чудно и на некој начин, ќе речам, комплицирано? Чудно е затоа што вие сакате да намалите големината на нешто. Нешто доаѓа, нешто треба да се случи. Но тоа е многу, многу големо. И вие со оваа борба се обидувате да го намалите. И сега комплицирано е во тоа што за некој од вас вие сакате да намалите успехот кој треба да го доживеете. За некој од вас сакате да си го намалите талентот, за некој сакате способноста, знаењето, интелектот, се нешто сакате вие да намалите, а за некој пак и сакате да намалите големината на она што треба и мора да се случи. И ова што вие сакате да го намалите е само заради другите луѓе, за вас не е. Затоа што за вас е убаво и големо, кажав, но е за другите луѓе. И сега, зошто ние би сакале да се намалиме во да се спуштиме на нечио ниво, да ги намалиме успехот или способноста или квалитетите, затоа што сакате да бидете постојано на нечио ниво, да не се издигнете со цел да не повредите некој друг. Таа некоја чудна енергија. Сакате да бидете, можеби потреба за припадност имате, можеби едноставно не сакате другите да се чувствуваат помали од вас. Како и да е, за другите луѓе е се това. Или пак ако е нешто големо што мора да се случи во вашиот живот, вие го намалувате со цел да заштитите некој друг во вашиот живот. Едноставно вие сакате да го намалите, но оваа битка, овој циклус во кој сте, каде што кажав, не сакате да бидете победник, сакате само да го одржувате ова ниво, вам ве истоштува, ве изморува и веќе почнало да ви задава и поголеми грижи од потребното. Ова се многу непроспиени ноќи, ова се многу црни сценарија во вашиот ум, затоа што вие размислувајќи на ова, свесни дека треба да се случи, мора да се случи и ќе се случи, си правите во главата разни сценарија
и секогаш сценаријава се црни. Зошто тоа само вие го знаете, нели? Но кажав, ова е се за некој друг, за другите луѓе, затоа што ако само вие се ставите овде во приказнава, во нешто, ако бидете само себични, за вас успехот, вие ќе бидете успешни и среќни, но некако мислите дека другите ќе ги изоставите со тоа и не сакате тоа да го направите. Таква е некоја чудна енергија. Сега, што ќе се случува во декември? Ке мора да се случат овие нешта, ова големо во што доаѓа, ке мора да се случи. Затоа што повикот доаѓа, повикот од универзумот доаѓа. Во таротот ова е судниот ден, повиков, така и во вашиот живот. Ова е на некој начин судниот ден. Овде ќе мора нештата да бидат направени, завршени, одиграни, нешто, оваа биткава ќе треба да заврши. Вие знаете, ќе добиете некакв повик, под наводници, дека оваа биткава треба да заврши. Единствено мора да заврши со ваша победа, поинаку невозможно е да заврши, колку и да сакате вие да само да се одржува, а никако да заврши. И кажав, ќе црпите од некаде насоки. Добивате вие некакви насоки, дали во сонот, дали преку интуиција, дали следите некакви знаци, па некогаш часовникот ќе го видите во толку и толку, па тоа ќе биде некој знак за вас, дали некогаш некој нешто ќе каже и во тој момент свесни сте дека тоа е моментот, да, тоа е знакот. Некакви знаци доаѓаат кон вас и сега вие се подготвувате. Декември месец ќе биде месец на подготовки. Еве, ова сте вие и се подготвувате. Си гиоштрите сите средства, така ќе речам, што треба да се искористат во сето ова. За некои се зборови, нешто што мора да бидат кажани. За некои се активности, колку и да ќе повредат некој друг, тоа мора да се случи, мора да биде кажано, мора да биде речено и мора да биде направено. И во еден момент, откако ова ќе се случи, се разбира, вам минатото нема да ве остави намера. Нема да ве остави намера, буквално, постојано мислите ќе ви бидат назад во минатото. Ќе ви тежи, едноставно, толку многу сте се навикнале во тоа минато, без разлика дали е без разлика дека е многу полошо од она што доаѓа пред вас. Она што е зад вас е многу понеубаво, така ќе кажам. Но не сакате да излезете од тоа. Постојано ќе размислувате за некои, ќе воцирате спомени, ќе размислувате за некои моменти, за некои луѓе, можеби. Што и да е, тоа се само моменти, тоа е само нешто што треба да помине. Овој повик не може да се избегне, овој повик на кој не може да не се одговори, затоа очекувајте го, подгответе се, колку и да не сакате, веќе се подготвувате. Единствено ќе ве плаши дали ќе знаете како да ги усовршите деталите, можеби како кои зборови да бидат искористени, можеби кои постапки, кои нешта да бидат завршени, таа се само ситници, меѓутоа тоа ќе ве оптеретува дали ќе умеете да ги завршите, да ги направите буквално како што сакате нешта. И она што доаѓа е она од која вие на некој начин се плашите. Не знам зашто ве плаши. Засега ве плаши, но ќе дојдат и тие денови кога ќе ве радува, кога ќе бидете среќни дека се случило воопшто, затоа што еве погледнете што ве очекува. Ова е победа, ова сте вие, победникот. И оние за кои се грижите дека ќе бидат повредени, дека ќе бидат
помали од вас во нештово, дека ќе се чувствуваат поневредни. Тие се тука да ви аплаудираат и да бидат среќни со вас и вашата победа. Верувајте во тоа. И тоа е тоа за некои од вас. Сега, за некои други близнаци, има нешто кое е завршило. Нешто кое е завршило и буквално никогаш повеќе не може да се врати. И тоа е факт и вие сте свесни за тоа. И што правите во декември, периодов кој следи, вие си барате само начини како да не мислите на тоа. Смислувате разни хобија, сакате да си ги оттргнете мислите од нештото, се занимавате со секакви ситници, само да не мислите, но едноставно тоа не ве остава намира. Буквално вашата подсвест, вашиот мозок е заробен со ова некое чувство, дека нештото завршило и не се враќа, колку и да сакате. Да не мислите што и да правите, сепак во вашиот ум, во вашата подсвест, ова нешто се одигрува повторно и постојано. Зошто? Не знам. Може би се плашите од некаква осуда, од околината, од средината, може би се плашите од она што се зборува во вашата заедница, вашето соседство, вашето место. Тоа само вие го знаете, јас не го знам, меѓутоа тоа нешто ве плаши, не сакате да погледнете, не сакате да слушнете, не сакате да видите што се случува околу вас, вие само сте си посветени на овие ситници, овие хобија што ги работите со цел да не мислите на се што се, меѓутоа внимавајте, зашто така се излегува, така се губи контакт со реалноста и тогаш не знаеме што се случува и што треба да се случува. И внимавајте, сепак бидете присутни и дома, и надвор, и секаде каде што е потребно. Некои близнаци пак кои се во некој судски спор. Сега се може тоа да биде. Може да биде судски спор, нешто се решава некоја работа се решава и сакам да знаете дека ќе се реши во ваша корист, доаѓа некаква голема среќа, може би за некои финансиска, ова нешто се, овие нешта кои доаѓаат се пари, меѓутоа и да не се, доаѓа некакво задоволство, некаков успех со сето ова, некаква среќа. Ова ќе биде буквално подарок од универзумот, од не знам, од Бог што и да е за вас, некоја виша сила. Буквално како подарок го доживувате. Конечно ќе можете да ги правите нештата што од секогаш ги сакавте да ги правите и што може повеќе да го опише она што доаѓа кон вас, освен ова карта. Ова е најголемата среќа што може да се доживее, а тоа токму веќе го доживеете. Ова е порака за сите оние кои се во некој судски спор. Може да биде се, дури може да биде и развод. Значи, за вас доаѓа некаква голема среќа. И тоа вие го заслужувате. Бидете сигурни во тоа. Драги близнаци, тоа е тоа за сега. Се надевам ќе најдете нешто што ќе ве води, ќе ви биде од корист и до следното. Чао, чао!